Од денес велика среда започнуваат богослужбите во црковниот храм Свети Великомачени Ѓорги по повод големиот христијански празник Великден. За распоредот на богослужбите еве што ни изјави ѓакон Димитар Арсовски. Почнуваме во Велики четврток со Василиева литургија, по која што ќе биде извршен општ маслосвет. Вечерта со почеток во 18 часот ќе бидат читани 12 страдални евангелија. Утредната во петокот со почеток во 7 часот ќе бидат читани часовите по кои што ќе биде изнесена плаштаницата. По некаде околу 18 часот е предвидено, но во зависност од тоа каква ќе биде посетеноста на верниците. Знаеме дека тој ден верниците масовно доаѓаат во храмот, значи е предвидено во 18 часот да се изврши опелото, односно да бидат пеани статиите, додека утредната во сабота со почеток во 7 часот ќе биде отслужена литургија и вечерта со почеток во 11 во 23 часот и 30 минути ќе биде извршена полунокница со биење на камбаните, со свечена лите околу црквата. Оваа година за прв пат директно од Ерусалим ќе биде донесен и благодетниот оган. Малкумина православни знаат дека на службата во Ерусалим на Воскресението Христово, Ерусалимскиот патриарх влегува со силно обезбедување од еврејските власти, каде што влегува во гробот Христов и се моли наеднаш по неговата молитва. 33 свеќи кои што ги држи во раците самите од себе се запалуваат, а од небото колку и да е јасно, има молњи со што е јасно покажано дека христијанската вера е она вистинската и од тој оган се дели на сите присутни. И дури некое време, некаде околу 5 до 10 минути, тој оган, дури на снимките јасно се гледа дека не гори, туку е благодатен. Па така директно до Ерусалим свечено ќе биде донесен благодатниот оган кој што ќе биде пречекан пред почетокот на богослужбата и од тој благодатен оган ќе биде поделено на сите верници за да однесат во своите домови. Значи по оваа свеченост ќе се изврши пасхално утрено богослужение со света Златоустова воскренска литургија. Последната седмица пред Великден се смета за најтешка седмица, посебно за оние кои постади сакаат да се причестат. Затоа од Кочанскиот храм Свети Великомачени Ѓорги апелираат до верниците да не паѓаат во искушенија и да се молат и исповедат кај духовниот отец, за да им бидат исчистени сите гревови. Сите оние кои што се подготвуваат за света тајна причест кој што постели, да се консултираат со своите духовници, да се исповедаат, да бидат посебно овие денови присутни во храмовите на молитва, бидејќи во последната недела искушенијата стануваат се поголеми. Доколку планираат да се причестат, да се консултираат со своите духовници, никако да не пристапуваат на своја волја, бидејќи тогаш причеста ќе биде примена за осуда, а не за спасение. Апелираме барем овие денови, оние што не постат да се воздржуваат од мрска храна, има некои обичаи на распети петок, на Велика сабота да се собираат друштва, да палат скари. Сето тоа не е христијански обичај, бидејќи тие денови се денови на жалост, а не денови на веселба. Барем тој ден ако можат да се воздржат, ако не преку целите пости, барем овие денови да се воздржат од конзумирање на мрсна храна и пред се да размислуваат за нивниот христијански начин на живот, да се приспитаат дали сето она што го прават е во склоп на православното предание или пак не. Инаку по црковните преданија називот Голема недела го добила поради тоа што оваа недела Исус Христос правил големи дела. Исус ја уништил смртта, ги победил гревовите и го тргнал проклетството од човечкиот род, откако му е отворен патот кон рајот. Називот страстна оваа недела го добила бидејќи овие денови се зацелуваат молитвите, бдењата како и постот.